Се уште важи Бистра за едно од најдобрите пасишта за производство на овче сирење. Медарството е во овој реон исто така, значи дури во бивша Југославија постоело мислење дека токму Кичево е најдоброто медоносно подрачје, така да медот овде и сирењето се така некои основни убави домашни производи. Пред 10 години кога стартувавме и ние и колегите, пошто 3 ресторанти сме во селото, сите се прашувавме како ќе биде, пошто уште овој вид на туризам не беше толку и популарен и прифатен. И сите ние стартувавме со, па да не претераме, 1/3 од овој капацитет. Меѓутоа, после времето и навиките кај народот што се менуваа за овој вид на туризам, па не натера да прошируваме и да прошируваме. Малтене нема ресторан кој што не ја прошируваше кујната. Ради зголемена фреквенција. Тука, значи, производство на екохрана е присутно. И то како може да биде присутна? Производство на малина, ова е подрачје каде што малина, капина изморедно, лешници успеваат, значи. И тие мали пакувања, продавања овде пред се сега затоа што изголемена фреквенција на лето. И те како има простор за развој на тој вид на туризам, едино малку е проблем кај нас што е релативно кратка сезона. Ние имаме извонредно турбо сезона, меѓутоа сепак се сведува на некои си 2 до 3 месеци. Она турбо сезона, све другото е малку така послабо. Пораката е дека треба што повеќе да водиме сметка за екосредината која што мислам дека недоволно ја почитуваме. Ние за среќа имавме пред неколку години холандска донација и имаме 2 пречистителни станици во горното и во долното село, така да канализациона вода не влага во реката, што е многу ретко кај нас и е за поздравување и треба да се применува малтене сега. Значи, луѓе доаѓаат и од странство се одушевени од ваквата природа, меѓутоа мора да ја заштитиме малку повеќе.